Како и секој пат, ми е задоволство да ви посакаме добре дојде во нашето ново дружење и новото издание на Ферплей, во кое знаете, како што правиме и секогаш, така и овој пат имаме нови спортски теми за вас. Се разбира дека ова се деновите кога во фокусот на вниманието, главна и основна тема на секаде во светот е фудбалот. Фудбалска магија, нешто кое што секогаш на совршен начин не радува, не обединува. Се разбира дека и ние нема да ја прескокнеме оваа тема. Би сакала да кажам, без разлика на тоа што не можеме да ја гледаме Македонија на големиот мундијал, сепак сакам да потсетам дека македонската фудбалска репрезентација низ историјата е нешто кое што нам ни донела многу големи радости, многу големи причини да бидеме едно и да се чувствуваме така, па се надевам дека ќе бидеме поддршка и во оние моменти кога можеби ситуацијата и не е така сјајна. За светот на фудбалот, за нивните интернационални кариери, за статусот на репрезентативци, но и како е да бидат браќа, а истовремено да делат иста професија, денеска разговараме со двајцата мои гости. Останете со нас на Телма. Какво е чувството кога двајца браќа делат иста професија? И двајцата се фудбалери и ја имаат таа можност истовремено да ги бранат боите на Македонија. Чија улога е потешка? Да ги тресеш противничките мрежи или успешно да ја зачуваш сопствената недопрена? Дали во нивниот свет фудбалот е и повеќе од игра, дознаваме од актуелниот играч на Спартак Трнава и репрезентативен напаѓач Милан Ристовски и неговиот постар брат, кој е значаен дел од одбраната на Загребски Динамо и капитен на македонската фудбалска репрезентација Стефан Ристовски. За мене е огромна чест и задоволство што двајца македонски репрезентативци кои се воедно и браќа се мои денешни гости во Ферплей и им посакувам топло добре дојде на Стефан Ристовски и Милан Ристовски. Добре дојдовте. Добре најдовме. Добре најдовме. Фала ви на покана. Како сте? Дали сте добри и дали овој период од годината поради мундијалот и фактот што малку повеќе слободни денови се отвораат за вас, ќе успеете да ги наполните батериите за тоа што допрва ве чека во другиот дел од сезоната? Ајде, мали ти имаш предност. Помладите имаат предност. Па добре, сега више ни се ближи крајот на сезоната. Имаме сега, зависи кој играч во која лига, во кој клуб игра и како им се утакмиците. Во мојот клуб имаме уште една утакмица за доигрување за крај на оваа полусезона. И понатаму ни следи една пауза која сите ја чекаме. Добро ќе ви дојде, навистина, бидејќи брутално е темпото во спортот па и фудбалот. Стефан, ти до некаде зборуваше за ова на пресконференција? Па да, со клубски обврски више завршив од една страна. Ми е жал што не успеавме да обезбедиме тоа светско првенство. Мислам дека стигнавме до самиот крај на тоа надпреварување и ни фалеше уште малку среќа, али сепак треба да искочиме горди од таа цела приказна која мислам дека ќе трае и ништо, преостанува се одмориме, како што рековме, и по нови победи. Се надевам дека ќе имаме многу нови победи да се радуваме. Милан на последниот за него одигран надпревар клубски стекна повреда и тоа беше причина што отсуствуваше од последниот репрезентативен собир. Што се случи, за каква повреда станува збор? Па за жал, на последниот надпревар пред да дојам за репрезентација се случи таа повреда. Тоа е мала пукнатина од една од помалите коски во стапалото. За жал, која треба да отсуствувам некои 4 недели да паузирам. Меѓутоа тоа е составен дел од спортот и се надам дека побрзо ќе заврши и ќе се вратам. Да, ти претходно веќе имаш искуство со повреди, верувам знаеш како оди целиот тој процес, ти посакувам сега да биде брзо и што побрзо да се вратиш на терените. Стефан Ристовски во моментов ја има таа важна, а и убава титула да биде капитен. На минатиот собир беше отсутен. И знаеш, верувам дека тоа во јавноста предизвика секаков тип на коментари и ставови. И вистина е дека многумина се посомнева дали на вистина не можеш да дојдеш и имаш проблеми со твоето здравје и повреда, или тоа го направи свесно како своевидна одлука и потек. Која е твојата страна на приказната? Ја бойкотираше репрезентацијата или едноставно на вистина не можеше тогаш да дојдеш? Па, размислете логички, ако сум бойкотирал, сигурно немаше да видам
тука денес со репрезентативни обврски и немаше да играм со надпреварот со Финска. Значи, мене ми е само жал што некои новинари, или не знам како да ги наречам, се дрзнуваат да напишат такво нешто. Не знам само од која причина. Дали имаат некои нерешени проблеми измеѓу некои нивни ставки, али тие што ме знаат, кои се во мој близок круг, знаат за каков карактер сум и колку ми значи мене оваа држава. Јас сум со мој 18 години искочен од тука и јас сум скопско дете и знам многу работи како функционираат на крајот на денот. Али да не идам многу длабоко на оваа тема, ме заболе дефинитивно што искочија тие работи за мене. Се работеше за повреда. Стварно ми е жал што јас се надам дека кај некој дел од јавноста не е склон на тие надписи. Мислам дека Има објективно луѓе кои размислуваат, нели? Се надевам. Знаете, кај нас више многу луѓе се поделени, многу луѓе се уморни од многу различни дешавања во нашата држава, али не сакам многу, како што кажа, да идам длабоко. Јас дур ме служи здрави, дур ме држат овие ноги, јас ќе давам максимум за оваа репрезентација. Се случи на надпреварот против Финска и селекторот да изреагира заради тоа што понекој пат на вистина претеруваме. Со навреди и со зборови кои не би сакале да ги прочитаме ниту за себе, ниту за нашите најблиски. Сега со Милан ќе почнам, бидејќи е помлад. Дали успева да се носи со сите критики, дури и навреди, брутални зборови кои ќе ги прочита на своја сметка? Па искрено се трудам што помалку да читам, да не речам до едно време читав, па искрено не влијаеше тоа добро на мене и сватив дека не е тоа начин и едноставно они за тоа и се навивачи имаат право да коментираат што гледаат и што сакаат. На нас е да не се занимаваме едноставно со тоа и да си тераме нашиот пат. Стефан, потешко ти ако читаш критики за тебе или за твојот брат? Ја имам брат, па знам какво е тоа чувство. Полесно ми искрено ти кажам мене некој да дојде да ме навреди крајно, отколку да читам дека кон брат ми упатува. Види, од стално сум бил малце трнат на страна, не практикувам читање на коментари, али секој има право да напише, право на свој глас. Знам да прочитам доста од наши таблоиди, што искачаат некои работи, али знаете како, фудбалот е броен спорт во светов. Да. Многу има големи пари се вртат денес во тој фудбал и нормално е многу вански фактори да влијат на вас. За жал, луѓето те гледат само на терен и теренот е прав показател денес на кој ниво си. Знаете, многу луѓе не знаат колку ние жртвуваме од дома и колку сме ние одсутни, колку треба да бидеш посветен, поготоа на тие големи надпреварувања ако сакаш да опстанеш. Али тоа било и така ќе остане, за жал, така да секој што е не само во фудбал, врвен спортист, мислам дека ако не си спремен на притисокот не можеш да бидеш, ја мислам, топ левел. Дали Милан ти пречи да бидеш братот на Стефан Ристовски? Ти си на тоа на некој начин осуден, од друга страна не е ништо лошо, меѓутоа помал си и го носиш тој епитет. Милан, помладиот брат на Стефан и така. Ти пречи или не? Воопшто не ми пречи. Баш напротив ми представува гордост. Јас сум стварно горд што имам еден таков брат како него, кој за моја среќа на тој пат отишол пред мене, така што стварно ми е еден пример и многу работи учам од него. Пречат ли споредбите? И покрај тоа што играте на различна позиција, да речам народски секој во свој филм, меѓутоа по некој пат, да речеме, карактерно ве споредуваат или на некои други теми, го сметате тоа за добро или? Па не знам се како го гледаат вака од страна. Јас она што можам да му дам совет или да покушаме. Денес како ќе ме прашаат како гледаш на брат, ја им одговарам горд сум само за еден потек што никогаш му немам помогнато да се јавувам по не знам по тренери или вака, него он сам со своите две ноги и заслуга има доено до репрезентација и стана стандарден репрезентативец.
Тоа што еднаш ми помогна, тоа беше да го тргнам за жал од нашата лига. Тогаш бев играч на Риека. Направив напор да се тргне шо поврху, за жал такви се Знаеме работите каква е ситуацијата на нема тука домашната што сега да сцена. се фолирам. Да. Тоа беше таа, али останатото све беше за него и ете, после и таква повреда, он се врати на голема врата и на некој начин и поносен сум на него. Имаш на што да бидеш горд. Така Кажи уште една многу убава работа според мене на пресконференцијата пред надпреварите со Финска и Азербејџан, дека кај спортистите е можеби многу тешко човек да ја заработи само до вербата, меѓутоа доволен е еден момент за целосно да ја загуби. Ти си таков пример кој што кога замина од Македонија играше, па и се уште играш во таков тип на средини, меѓутоа, еве да речеме, кога замина во Португалија, веројатно беше тоа драстична разлика, да ти го имаш моментот каде до тогаш можеби си играл пред 10.000, 15.000 луѓе и најнаш застануваш на огромни стадиони со многу публика и треба да го поднесеш тој притисок. Како успеа тоа да го направиш? Беше сам во таа борба или имаше поддршка од некои луѓе кои што сепак одиграле важна улога за да можеш да видите, издржиш? Осетив таа голема разлика, поготово од хрватското првенство кој бев тогаш на Риека. Риека е еден, ајде да кажам, мал клуб кој се бори да дојде некоја површина. Гледаноста е многу мала за разлика од португалската лига и кога отидов за Португал за Спортинг кога потпишав, да, тоа ми е првите 6 месеци сигурно беа малце стагнирав. Знаете, тие клубови не дозволуваат, не ти даваат многу простор, немаат страплење, мораш секогаш да си во топ. Па, одма влагаш во таа машинерија и денес фудбалот е така, ако не си ти на права висина, друг е. Цел свет игра денес фудбал, сите многу талент. Така е, едноставно, поготово ние доаѓаме од некоја мала средина каде што не гледаат за жал со други очи, али за моја среќа кој го имам овој карактер, кој се борам од мој 18 години сам, може дојде до исплива тој мој карактер и се изборив, да не кажам, за стандарден играч на таков голем клуб и поносен сум на тоа. До ден денес, за жал, го напуштив тој клуб кој имав некои си други планови, али не жалам за ништо. Фудбалот е таков интересен, се менјаваат доста работи во текот на кариерата и денес сум поносен играч на Динам. Да, во убава средина си сега, каде што ве почитуваат и тебе, а и Аријана Деми, можам слободно да кажам, вистински амбасадори сте на Македонија. Таму е убаво тоа чувство, искрено. Кога човек ќе прочита пофални зборови за вас, кога знаеме дека таму публиката ве сака, има доверба, тоа е една многу убава приказна. Милан, можеш ли да се сетиш какви беа твоите емоции кога за прв пат официјално доби повик во А репрезентацијата, бидејќи претходно ти беше со дел од играчите и во младинската селекција, меѓутоа ова е нели чекор напред. Па може ли да се опише тој момент кога добиваш повик и ти соопштуваат дека конечно ќе бидеш дел? Првиот повик беше баш кога се одеше на Европското првенство. Така се поклопија работите и искрено бев малку изненаден, али стварно бев многу среќен и горд на себе заради тоа што тој повик стигна баш кога се вратив од една тешка повреда која доживеав. Така што тоа беше една огромна мотивација и уште поголем потик за мене да продолжам да работам. Пошто најмногу се разликувате, а во која работа сте најслични? Сепак има разлика во вашите години, окей. Меѓутоа, еве, ајде јас ќе кажам од страна како ми делува, вие потврдите дали е така. Стефан нормално потемпераментен, можеби подрзок на терен, зборувам во играта, Милан помирен, посталожен. Тоа се главни разлики или има и други? Не се далеку, да. Се согласуваме ние така дека ете он е потемпераментниот од нас двајца, јас сум помирниот. Да, тоа е тоа. А сличности? Има ли нешто што, не знам, и на двајцата ви е голема пасија на страна фудбал? Или некои работи што и двајцата подеднакво сакате многу да ги правите?
таткото наш е музичар. Ја како дете многу сум сакал, валја он свири хармоника и валја по тие негови слушања како детенце сум сакал многу ја да нешто да земам. Али валја со моето преоѓање на фудбал се изгуби тоа нешто, али он еве денеска Да, и тоа е слично, со секојаш да речеме денес он свири гитара, вежба нешто, троши време на така. Милан, ја ова не го знаев. Добро, следниот Да. пат со гитара може да дојде. Да, откаде нешто. Ама тоа е супер. Значи имате талент, само тој не продолжил да се Искрено развива. не знам дали имам талент. Сум слушал, ја многу го Ти си слушам. сакал, да. Да, сум како дете се многу сум сакал да правам нешто со инструмент. Многу сум Јас не би рекол талент, ама некој слух. Имаш? Да, нешто така. Тоа е одлично, за да можеш барем за собствен мерак, барем Па така, нешто за да... друштво да си може оцени. нешто, да. Добро, ако еве сме веќе на тема музика, има музичари во Македонија кои ве поддржуваат многу и кои го сакаат фудбалот. Во Хрватска па, особено е развиена музичката сцена. Имаш ли можеби таму некои пријатели од познатите музичари? Па сега познат, не знам колку е познат на оваа наша страда, он сине од покојниот Аки Рахимовски. Ја сега малце и лошо, глупо звучи, од која премина човекот, ја не знам дека си му пеач. Беше во Загреб. Он е тамо роден и Хрват све. И ете, се запознав, ми беше на некој начин и чест да го запознам. Ние сме големи, нашиот фамилија е голем фан на Парни Ваљак и се слуша тоа стварно. И се И поклопиле се на некој поклопија на начин? некој, мислам, за жал се поклопија на тој начин тие, али ете, Добро, го се без знам разлика. лично со него Да. од тие хрватски пејачи, да кажам, и Да, имаат како и да е убава музика, можеш и таму да уживаш, да, има. да направиш добар избор. Што се однесува до вашите најблиски. Тешко ли им е на тие луѓе што дома имаат двајца фудбалери, што веројатно сакале или не сакале фудбал мора да се спомене, претпоставувам дека е така. И двајцата имате јавна професија, поврзана е со тој еден ист свет. Како се носат? Знам дека и за родителите знае да е сето тоа стресно, нели? Дали ќе победиме, нема да победиме, имате клуб, немате клуб и сите останати патувања далеку од дома. за моите не прашаш, така? Да, Па за мислам ваши. дека денес на крајот денот нашите се поносни. Да. Поносни се, мислам дека пред се бориме сами знаеме да искочиме до маркет и да се нахраниме, што се вика. Мислам дека еве ја он е уште млад, има доста. Јајте си изборив, имам денес и две дечиња и среќен сум и поносен на тоа, мислам дека и они се, така да ете да не служи само здрави. Така е, децата твои, две машки деца, две така, машки. ако изразат желба да бидат фудбалери, ќе размислуваш дали треба да ги поддржиш или ќе дадеш максимум? Нормално, поголемиот више има Затоа што желба. би знаел ништо треба да минуваат, Да. затоа ти го поставам тоа прашање. Поголемиот више гори од желба, тоа Више е. е Така? Више Да? на пат, Добро. више иде и Млади тренира во сили. Динамо. Браво. Нема што од моја страна да е само да го поддржам, на него е да одлучи кој е правиот пат. Малку ќе вратам темата за репрезентација и ќе замолам во режијата да погледнеме една фотографија каде Стефан Ристовски зборува за Горан Пандев, односно имаше еден убав емотивен пост. Таа е една ера која што секако си донесе своји успеси и ова, тебе ти беше полесно да си, како да кажам, некого да следиш, момент каде што имаш еден таков тип на лидер, или ова е ситуација каде што сега е на тебе и неколкуми на други да го носите товарот на грб? Па, добро прашање. Различни е товарот дефинитивно. Сега сум капитен на оваа презентација. Сепак треба да бидеш малци по пример. Треба си тука за секој играч на некој начин и надвор од терен и на терен. Сепак си капитен на држава. И Да. представуваш еден народ од една држава од 2 милиона и мислам дека не можам да ги успоредам тие два периода денеска и со период на Горан Пандев. Притом, од друга страна, Горан
е многу поголемо име од мене и од сите нас. За жал, ретки имаме такви големи имиња на фудбалска сцена. Океј, денес е тука да не издвојувам некого, али имаше еден пост од Инстаграм, многу се гора на Ледене Пандев. Дали се уште комуницирате ти и Горан Пандев интензивно, во смисла да можете во било кое време да се слушнете, ако нешто сакаш со него да се посоветуваш, да добиеш совет, па во крајна линија и околу репрезентацијата, или немате толку блиска конекција? Па, со Горан се слушам секој втор ден, ако ми верувате. Добро. Гоки ми е идол, Гоки ми е, не знам како да го наречам, нешто фудбалска статуа која е пред мене и која на некој начин од мали ноги сум го гледал. Гоки мислам дека е најголемиот амбасадор фудбалски на нашата држава и сам дека многу ќе се сложат со мене дека он беше правиот пример како еден репрезентативец веруваше до крај, успеа. И стварно сум, ако ми верувате, бише сум среќен за него што му успеа тоа, што се пласиравме него вака како ја за себе. Да го заслужуваше тоа. Заслужили многу повеќе, меѓутоа со оглед на нашите... Освоено и Лига шампиони, и многу такви битни трофеи. Ја кога зборев со него, ми викаше, бе Стефан, сите би ги дал трофеи само да се пласираме со Ја му викам, ти човече не си добар, тогаш уште не ми верував дека може да се пласираме, али и тие периоди кога ги вратам стварно онака ми се... Тој верувал во нешто што сепак е возможно. Да. Знаете, он играше на големо ниво фудбал. У другиве држави многу порано се пензионираат, а он беше тој што веруваше. И корона дојде и на крај успеавме капа доле. Дали некогаш на клубско ниво, ова не го знам, сте играле еден против друг во некаков тип на надпреварување? Сега скоро ни се случи една пријателска средба. Навистина? Да, они беа на припреми на исто место кај што бевме ние во Словенија. И игравме... Каква е таа ситуација? Што ти кога напаѓаш, Стефан те гледа? Интересна, необична така и за двајцата беше стварно. Прв пат ја сум играл против него на тој надпревар и беше интересно. Најсмешно пенал имаш против нас. И он го шутира. Ја у себе молам да го даде. Тоа е, да. Добро, интересна е оваа ситуација. Можеби ќе има и во идни на други такви прилики, а кога сте истовремено на терен. Да речеме, кога ти даваш совети или си носител на игра, како што си, тоа значи по автоматизам дека и Милан по некој пат може да е на метата. Се случува тоа да те изнервира на надпревар кај што истовремено играте, да? И после да му зборуваш со облекувална, како можеше ова? Нормално, видите, нормално е, го гледам на друг начин. Брат ми е и може да малце сум по-строг према него, али... Јас секојаш викам, он ми е најголем критичар. Па така и е. Да некој пат се плашиш после надпревар, сега што ќе ми зборуваш? Па не се плашам, ама некој надпревар кој сме ги играли, само неговиот глас го слушам ака позиме. Тоа е тоа. Ќе мора да издржи. Па ќе мора, така е. Како ги доживувате или што ви поминува низ главата во однос на надпреварите кои ни предстојат? Треба да играме на Олд Трафорд, например. Не знам, чувствувате некаков голем притисок, трема? Па ја би рекол дека ете сите тие чувства што ги набројавте, сигурно кај нас помладите се ги чувствуваме. Поинтензивни? Да, поинтензивни. Меѓутоа веруваме во себе и докажавме и сами на себе дека можеме да се носиме со секого. Така што со една голема верба влагаме на тие квалификации. Големи очекувања, големи разочарувања. Мислам дека и самите сме свесни што можеме или не можеме да очекуваме. Ама искрено, јас кога ги подготвував емисиите пред да отпатувате во Италија, речи си никој од соговорниците можеби докрај не веруваше дека такво нешто може да се случи, нели? Сакавме победа, меѓутоа откако се случи, се освестивме дека е и реално ова. Па видите, кога ќе дојдете више до тој чин, да, каде немате зборам полуфинале, надпревар или финале, мислам спортски, човечки, зборам кога играте против таков екстра фаворит, да се надеваш. Не е потено да се надеваш, али ја не можам
пред јавноста да зборам, идеме... Ќе биде 100% Не, или... да. Сепак тоа европски шампион беше до тој момент. Стварно голема е разликата, сега нема тука што да се лажеме али повторувам, спортски да се надеваш, ти идеш играш на ист терен 11 си. Имавме нормално малку среќа, али на крајете се поклопија неколку работи и успеавме да запишеме голем резултат, може историски. Ако сега се навратиш, знаеш како ти било, ги спомена тие години кога замина од Македонија, има ли некој совет што Стефан Ристовски сега би му го дал на Стефан Ристовски детето што тогаш се спакува и замина од Македонија? Има некои грешки што си ги направил, а да имаш втора шанса не би постапил така? Па сигурно има. Знаете, фудбалот е експлозивен спорт, многу е тука адреналин во прашање, многу е тука падови, далече си од фамилијата. Жешка глава. Да, жешка глава. Сигурно, ако више се навратам, сигурно во некои постапки во Португалија сум можел да реагирам на подобар начин, али од друга страна па со Динамо сум направил многу големи работи и поносен сум на тоа и горд. Мислам дека не знам дали некој ќе направи ваков успех како што направивме ние од Динамо, зборам. Така да кога ги ставам тие две работи на вага, би избрал сигурно ова, боле што се деси тоа, па отидов во Динамо. Да, ама кога отидовте во Португалија, та знаеа таму многу добро, па од друга страна. Па можеби во тие ситуации нив не име се едно, бидејќи знаат дека едноставно не се плашиш, тоа е тоа. А кога треба ние од оваа страна, еве јас си замислам да ги чуваш некои поголеми фудбалски звезди на теренот, отколку некои што можеби немаат таков статус, има разлика. Па добро, има. На некој начин тебе исто ти е задачата. Меѓутоа, Така, иста е задачата. Еднаш е еден, друг пат е друг од спротива и сега не знам кога ќе дое Кристијано Роналдо што? Па добро, што, ништо, молиш на Бога. На него Не, се шалам, па мислам, јас на некој начин и ете за моја среќа имам игра на тие топ левели, Лига шампиони на големото надпребројни. Знаеш што да очекуваш? Така, знам што очекувам. Тамо пола грешка те казнуваат, едноставно немаш право на грешки, мораш да си, дај да кажам, 90 минути на право ниво. Имате ли во градов, рековте Скопски, деца сте, омилени места, ритуали, негде каде што сакате да седнете, не знам, да јадете, да уживате, некој тип на музика која што сакате специјално таму и таму да одите да слушате? Па највише кога доаѓам сакам да се собереме вака сите фамилиарно, тоа ни е така една традиција да речеме ајде. Дали кај татко ми дома најчесто се собираме и тука така некоја собиранка правиме, тука се осеќам најво, така што тоа секогаш го преферирам. Со семејството да се биде, Со семејството така е, да. Па добро, да. Во главно. Да. Јас сум денеска татко и немам многу избор да бирам. Да не зависи само од тебе што сакаш да правиш, добро? Не зависи само од мене, али ете, колку ни дозвола времето, покушаваме да се собереме тие ручеци. Да. Уживаме во Скопје, јас сум... Си успел ли да ги задржиш старите пријателства со оние кои што како дете си се дружел, бидејќи објективно твојот и статус е поинаков од нивниот, не само јавната работа, финанси, начин на живот едноставно се разликува. Си ги зачува тие конекции. На некој начин они се горди што ете јас дете јас сум од Карпош, од Млечен, што денес сете сум поносен капитен на Македонија и мислам дека... Име драго? Име драго, нормално. Ја во мој круг немам спортисти, тоа се моментално луѓе кои си имаат свој... Друг тип професија. Така, друг тип на луѓе се и може и од една страна тоа малци ме смирил кога дојам у Скопје, не сум базиран цело време на фудбал, знаете. Други теми, други разговори. Така е, да, малце сум исклучен и... Милан е помал, можеби се уште нема толку многу, нели, искуство, меѓутоа еве,
Кај тебе каква е ситуацијата? Пријателите ти коментираат за твојата работа, те морам да прашуваат? ги пофам, они ми се стварно голема поддршка, имам Браво. така поголем круг на пријатели. И секако дека се среќни и горди, секој надпревар едва чекаат кога ќе дојдеме да играме за Македонија, први се на стадион. Тука се, на стадион Тука се секогаш, верни. Така и треба да биде. Бидејќи прес како прескокнавме моментот со Жозе Мориньо, ве молам уште еднаш таа фотографија да ја видиме, а Стефан да ми каже зашто станува збор. Ти го почитуваш многу овој човек, колку што можам да сватам. Многу спонтано се деси овие работи. Кој игравме против Тотенхем тамо, Тотенхем Динамо, а тогаш ја дојдов од Спортинг и нормално човекот прати португалски фудбал и нормално ме знае. И ми самиот ми приде во тунелот, пред искочи ми вика, ми кажа Стефан, се надевам дека нема победите нешто. Не сеќавам тој стил нешто. И така ми упадна во очи и дури игравме, он на линија, цело време нешто ме пецкаше, ме зезаше, знаеш, не очекував такво нешто од него. Да. После тоа, тука има голем улога Пандев, која му кажав за него и го замолив да му се јави, да му го праша дали може ќе доја здравје во Загреб, да ми дае некој негов поклон, ќе ми значи тоа мене утре. И најголемиот момент, ние стигаме екипно во Загреб, се припремаме за утакмицава. Како беше затворена вратата со лекуваната, тропа некој пупу и нормално, јас сега вака ја гледав, врата да скарши мене. И беше еден играч, се сеќавам, отвара, вика Стефан те бара, вика Мориньо. Ја, кој викам, па Мориньо те бара. Ја облакам тоа што треба, спринт. Човекот ми даде ваква мајца, дрес, што пишува за Ристовски, Абрасо, тоа значи као преградка, да, голем е неговиот поди и март 2021 и вино. И вино доби? И вино добив. И останав без зборови. Не знам што ја направам, се поздравивме, се гушнавме и ете како што ме створил Господ, што да направам ја, јавување на пријател, викам носи вино, викам хрватско да му дам се. Да се одолжиме, не може да се и заврши утакмицава, ние ги победивме. Беше маце нервозен, али добил вино, али не знам што овие се работи кои ќе ти останат за цел живот, тоа е нешто неверојатно. Апсолутно, па и да го привлечеш неговото внимание, очигледно, значи почитува, сака македонски играчи. Па да. Пандев го споменавме, знаеме каква е таа приказна, нели? Да, па и он слично на тебе, замисли ти звони телефонот и се ава Жозе Мориньо. Има уште за него да ви кажам, али нема, мислам, после европското Пандев се опростува, му се јавува на видеокол да му каже фала ти за све што напри за мене. Во еден момент двајцата плачат на видеокол, значи да не знам, тоа да го гледаш, присутен си, не ти се верува практично, да. Тоа е нешто неверојатно, тоа е показател колку човекот Тоа е големина. Големина и се ценат тие работи надвор. Ние сме далеко од тие работи. Можеби звучи како тешко прашање, но да можете да бидете во кожата на друг играч или фудбалер, кој ќе изберете да бидете? Ја никој. Не? Стефан Ристовски. Па добро, очекуван одговор ми ова, не Милан? Сега малку ме затекнавте сега. Па секогаш би си одбрал Милан Ристовски, зашто не? Зошто да не, да. Зашто не, зашто? Па добро, ми се допаѓа да се тоа. ставаме во други кожи. Да. Иако сме тука малку ше да се предаваме цело живот, доста е више, стај малце да застанеме на ноги. Оваа репрезентација што сега ни е на, ајде да речеме, на метата, окей, да, сите сакаме победа, сите сакаме подобро издание, не сме трпеливи. Дали, Стефан, ти веруваш искрено дека, ете, и со созревањето на голем дел од играчите и со без разлика на променетата атмосфера, нов предводник и така натаму, можеме на вистина да бидеме подобри? Или мислиш дека треба да се случат некои поинакви, поголеми промени за Македонија да добие светло кое што ние сите го посакуваме, но не е толку лесно колку што мислиме од страна? Па знаете, специфично прашање. Јас ќе зборам за играчки од кадар и немам ни право да зборам за други работи. Јас сум сепак играч и не ни треба да се десат големи промени или не знам, голема среќа.
Јас сум позитивен и увек гледам позитивно према работите. Денеска мислам дека оваа репрезентација и на некој начин треба да преземе малце више одговорност. Мислам дека више дојде момент, не дојде момент, него како пројаат години, мислам дека и станавме малце поискусни и дека одговорноста е малце повисока. Ние си ги поставивме овие ствари, ние победивме Италија, ние бевме на Европско првенство. Сега, ако сакаме да идеме напред и да задржиме тоа ниво, едноставно морате да преземете повише одговорност како екипа и да покажеме више карактер. А ако во фудбал знаете како е, кога се губи, ништо не валја, овој не чини, оној не чини, атмосфера, виновник се бара. Добро. Ова не валја. Така да фудбалот денеска кога победиш, све е во ред. Така да мора да се базираме на тоа. Дури треба да гледаме резултатот. Сепак на крај резултатот се запишува. Резултатот се запишува, Милан, тоа значи од тебе и од многумина други, што има тоа задача, очекуваме повеќе голови, знаеш. Така е, јас верувам и очекувам исто. Јас ќе ви се заблагодарам многу. Навистина ми беше голема честа, особено што дојдовте и двајцата, затоа што е прва ваква прилика. Ќе ви посакам оно што е најважно за секој спортист, да имате добро здравје. Сега да си ги наполните батериите, да уживате малку во овој период. На светско не прашав за кого ќе навивате. Имате фаворит? Па јас навивам за две репрезентации, искрено. За Португалија, таму ми е син ми роден и пред 2-3 дена стани португалец официјално. Навистина? Да. Блазе си му, добро. Да, ме влече мене таа држава и нормално Хрватска. Денеска јас од таму се хранам, што се вика, таму сум прифатен многу добро и ете тие даваш поддршка за нив. Да, дефинитивно. Тие две репрезентации ми онака би ги избрал. И Фаворит. би сакала направат нешто. Добро, Милан. Па и јас ќе одберам Хрватска, поради тоа што и дел од мојата кариера пројдов таму, така што за Хрватска ќе најавам. Хрватска. Добро. Ќе уживате и во надпреварите и во слободното време. Посакувам успеси и во репрезентација, се разбира. Се надевам, како што реков, ќе бидеме трпеливи и ќе дадеме поддршка, затоа што вреди, мораме да бидеме такви. И се разбира и на клубски план, а се гледаме одново во некоја следна убава прилика. Фала Фала на покана. Благодарам многу, јас искрено уживав во овие минути заедно со Стефан и Милан Ристовски. Посакувам да беше така и од другата страна. Сакам пред да завршиме само да ве потсетам дека вистинските победници доаѓаат до своите врвови и цели на фер начин и секогаш се фер играчи, така што еве нека биде ова потсетување и вие тоа да го примените во буквално сите моменти во вашиот живот. Се надевам дека оправдавме вашата доверба и дека ќе ни бидете верни гледачи следната недела во 16:15 на Телма.